Карамфило, фило, моме, карамфило, фило. Карамфило, фило, моме, ти карамфил не носиш. Карамфило, фило, моме, ти карамфил не носиш. Ти карамфил не носиш, моме, ти карамфил не носиш. Ти карамфил не носиш, моме, а карамфил мирисаш. Ти карамфил не носиш, моме, а карамфил мирисаш. Друшките ти носеја, моме, друшките ти носеја. Друшките ти носеја, моме, ама не мирисаја. Друшките ти носеја, моме, ама не мирисаја. Добро и толку што ја памтам, човече. Карамфило, филфило. Како дете ми беше многу смешно, шо е то карамфило, филфило. Ама ова е првата песна што јас и брат ми ја научивме да свириме со дедо Тале. И сега тоа беше одамна, ама ето останала некако во меморијата, ја немам нити слушнато, нити свирено од тогаш. Денешната емисија која што гледате, ќе ја направам сам во чест на дедо Тале, пошто времиња се токмевме да снимиме едно лабаво со него, ама 2 сезони ги снимав во Скопје. За 100 годишен човек ти да тегниш од тука за Скопје нема смисла. А таман почнав да и снимам тука пред месец дена. Човеков веќе беше некако опаднат, свири кларинет, треба да имаш сила за да дувниш, знаеш. И реков, ај не го малтретирам пошто стар човек. Знаеш, старите како опрат. Сега се поарни, попосле не се, имат неколку дена или недели супер, после тоа малце ќе опаднат и си викаш ај ќе се врати човекот. Арно, ама после не така долги 102 години му дошол денот. И се луѓе ко луѓе обично така коментираат, 102 години од кога му е дојдено. Абе така е, ама и не е така, знаеш. Шо поќе живеј човек поубаво. Човекот си имаше желба за живот, си имаше елан, трчаше до скоро. И стално дури самиот мајтап си правеше кој времето мене ми имат забораено, мене не ми иди времето. Арно, ма како што се течи заменува на светот, така и ова се смена. И за жал не успеавме да снимиме едно лабаво со него, ама сега ќе си направам јас самиот муавет во негово сеќавање и ќе кажам не дел од приказните и од што соите што сум ги чул. Ќе свирам дел од песните што ги имавме вежбано, иако да бидам искрен, нити јас нити брат ми имавме некој многу голем мерак. Дечиња брат, знаеш како? Не мислиш на карамфило, филфило, ти е гајле карамфило, филфило, кај била шо правела и дали мирисала на карамфил, ти е битно да излезиш да играш со другарите тогаш. И јарно, ама ете останват некои работи и пошто дедо Тале првиот апостоловски што е музичар, да речем, и то познат музичар своевремено, па татко ми исто своевремено бил познат армоникаш. Јас своевремено еве нешто прам тука снимам, пеам, се трудам. Така што да речеме дека од него тргнала ова приказната и мислам дека би било штета да не направиме вакво видео. И се додуша малце монотоно е вака, ќе треба јас со камерите да си играм, нема со кој муабето да го направам. Ќе испадни малце како кој те праша работата, ама со 3 камери, ама нема врска. Размислував некое време кој да викнам, ама кој да викниш бе брат? Луѓето обично не се навикнати на вакви муабет, не се навикнати да бидат емотивни на камера, да изгледат сега да зборат за некој што го знаеле цел живот и што го сакат и да седат да свират, да пеат песни што ги свиреле со него. Тоа е многу тешко. И мене ми е неверојатно тешко, ама јас сум секој ден пред камера, знаеш, и на крајот на денот не ми е страм и емотивен да бидам, нити ми е шубе, едноставно си имам помирено со фактот дека ова, камерата, музиката, ова ми е животот, знаеш, и така што си реков поарно да седнам самиот да раскажам нешто за дедо Тале и да исвирам некоја песна од неговиот репертоар, отколку да викнам некој и тука да си плачиме двајцата и ништо да не исвириме на крајот и студиото да го направиме море од солзи. И нормално, пошто концептот ми е лабаво, емисијата се вика лабаво, денес не
сум спремен, како и секогаш. Ќе си кажам тоа што ми лежи на душата и тоа што го знам сега, па здравје Боже во некоја друга кој те праша емисија или лабаво или со некој кој правиме муавет, може да ти откриеме поќе детали. Денешно време, тоест денес ќе си кажам тоа што јас си го знам и тоа што ќе ми дојди да го кажам. Лабаво брат. Дедо Тале или Трајан Апостоловски допред некој ден беше најстариот апостоловски во светот. Роден 1923 година во село Брезово, Демирхисарско. Значи не 2023, 1923. Значи кој речат век има човек, кој век и нешто имаш. И низ животот имал многу професии, пропатувал многу земји, видел многу работи, а видел и Втора светска војна, се борел во неа. И оттаму има приказни. Не можам да ви опишам само сега, ај си велам денес да правиме тропоке муавет за музиката, пошто лабавото и би требало да е за музика. Ама чисто да кажеме кој е Дедо Тале за тие што не го знаат. И муавето ми беше од сите тие професии, омилена му беше нормално музика. И беше пресреќен што внуците му се занимаваат со музика, пошто и брат ми се занимаваше со музика едно време, па после тоа со танци. Тој беше пресреќен, брат, толку живееше за музиката што не одеше нигде без кларинетот. Значи кај да одеш имаше едно југо порано, кај да тргнеше со југото, кларинето под мишка му беше. Ќе си земеше кларинето под мишка, ќе оклаеше в кола и ќе тргнеш. Дали бил празник, дали бил делник, дали роден ден, дали така излегва удалу, не е битно, тој кларинето му беше спремен не. Пошто порано на времето, низ село кој те видат со кларинето, дајве засвири нешто, ќе изват некој динар, ова, она, ќе земиш некој денарче. Такви биле времињата. Денешно време не се такви времињата, ама нема врска, тој него му имаш останат. И многу пати се случваше така, пример празници, не знам, Василица или Коледе огнот ќе се запали, ќе се поднапјат луѓето, се некој ќе речи дајве тале кларинето, кај ќе го изваеше кларинето, ќе направеше хаос ту. И исто така многу битен факт за Дедо Тале беше секогаш дотеран. Значи ти можеш што сакаш да правиш, што сакаш да мислиш, кај сакаш да одиш, Дедо Тале беше костумосан. Не го интересираше ништо жешко, ладно, тој костум си носеше со него. Господи, тоа е многу јако заради тоа што јас пример никогаш не сум бил до толку стриктен, не дека не ми стоат костуми супер ми се и не дека ги неќам за носење, ама сакам да сум полабав, затоа лабаво ми се вика емисијата. И стално си носам нешто пошироко, нешто покомотно, речи ми, стално кој ме видеше така облечен, значи немаше шанса да го пушти то така да помини, да го пропушти. Мораше речи нешто. Ке се свртеше и ќе ми речеше каош таков, море уде, облечи се, дотерај се, срамота е. Те познаваат луѓето, ќе те видат, ќе речат еве го веј, партал. И знаеш на моментот ти си млад, некиш да ти зборат многу во тие години, гледаш брзаш негде, да излезиш тој те застанува, чекај мал, каош ваков. Оди преслечи се, оди алишта немаш, ја ќе ти дам костум. Трне дека тие костуми да ги имаше со 42 сваќаш од негово време да речам, ама нема врска. Тој си ги чуваше наредени во плакаро и си клаваше костумче кој треба. И многу му беше битно другите што носат. Пример баба ми што носи му беше битно. Значи немаше негде да одат, да не испули баба ми, да не му искоментира ова не тичини врати се друго облечи или што да е. Мораше по негово да бидиме, сваќаш. Барем залишта кој се додуша тој цел живот по негово си го истера, тука нема збор, ама барем залишта кој се работеше, сакаше сите да бидат средени до теран. А то дека си беше Мераклија, се да си биди по негово си беше. Тука нема збор, тука немаше ден, минута немаше што не си беше по негово во момент. Ако тој сака сега да јади бурек, тој сега јади бурек. Ти можеш наглас се наместиш, можеш што сака да има, тој буреко си го ја. Ако тој науми дека нешто треба да се направи, ти можеш наглас се наместиш, ако сакаш, тој ќе го направи. Ако не сега потаму, ама нештото ќе се направи, или речи му пример, не знам, ова дрвото не го гиба и ми треба за таму. И ти речи добро, и ја слушниш по некој време. Ба, чекано. Се врти и го гледаш го кој дрвото што си му рекол да не го закоти, него така му дојде во моментот. Тој мислел дека ова дрво треба тука да оди. Дали тебе ти требало или тебе ти требало, то знаеш како го се вика на другата емисија. Кој те праша бате? Скрос онака по негово си ги тераше работи. И знаеш како око не му трепнуваше ве човек. Пошто тој не се нервираше и се дали ќе ти изнервира тебе или нема да ти изнервира, не му беше многу битно. Битно беше тој тоа што си го има наумено да се оствари, па другото било како. И затоа и живееше 102 години, оти ние да сме кабил, нема за нешто што не се нервираме, оти ова вака, оти ова, урла и пена и се расправа и се ова она. Човек око не му трепнуваше, ќе си свирка и после тоа тој кларинето ќе си го земи, ќе си се расвири малце, ќе си мани некој орце, ќе си подсвирни тоа што сака да си свирни, рајат глатава. И уствари то свирењето, то дувањето на кларинетот е една од работите што му го продолжуваат животот на човекот, ти се издишваш бе брат. Значи земаш воздух и се издишваш. Кога ќе наполниш ти диафрагмата и кога земиш 1 кило воздух што се вика и кога го издуваш еднаш да го направиш, тоа може да те фати несвестица. Па камоли да свириш сати улеј. Тоа е убајна за телото, убајна е за се. И плюс ако си таков како
забие, да не мислиш лошо, да не се секираш, да не се нервираш. Има да живееш 100 години или 102 на пример кога до тали. И на крај муабето иде дека уствари музиката е лекот и не дека не е така, да ти кажам право, така што сега ќе маним уште една песна што се сеќавам дека пробавме да ја свириме со дедо Тале. Тоа е македонско девојче Китка Шаре. И сега дали ќе ми текни припево како беше македонско девојче, не знам, и уствари требаше со армониче да дојдам, од јас со армониче пробвав и со тие кларинетите што не ги имаше купено, ама не знам, тие се А кларинети, се малце поинакви, постар модел на кларинетето и немам пробано да свирнам на него од дете, кога бев така што здравје Боже ќе ги најдам кај се, ќе ги зачистам малце, па можда нешто и ќе снимам со нив понатаму, ќе видиме се, не дека јас нешто можам некој кларинетист опасен да бидам, ма нешто можда ќе пробам. Ќе размислиме за тоа во иднина. Сега ќе пробам македонско девојче на гитарче, само ми текни што тоналитет беше и од кај беше припево да ми текни. Песништа и раката ме заболи, и главата ме започнав текстоите ги заборавам, му ги мешам на овие народните, ти ретко ги слушам и ретко за свирење пејќ да не правиме муавет. А може да треба, мислам, знам дека на дедо ми беше сон да свириме народно, се собериме цела фамилија, јас, татко ми, брат ми, дедо ми, сите комплет, брачеди овој оне сите што свират и да седнеме и да свириме фамилиарно. Арнама, татко ми нема свирено скоро 30 на години и тој беше своевремено ептен, популарен армоникаш, најбаран беше на овие простори Арнома. Така некако се почна се менват времињата, почна луѓе за без пари да свират, почна многу работи да се случват и некако му беше онака и вика дај батали ќе фатам нешто друго, ќе работам, ја остај музиката и некако така остана работата нива му нитаму и се има луѓе што на пример од време на време ќе фати мерак, ќе земат армоника, ќе посвират, ама татко ми не е таков, тој го речи готово со нешто и готово и вистина, не знам еднаш дали има фатено армониката од тогаш и никогаш не просвиривме комплет како фамилија, ама тоа е са, не може сите соништа па и да се исполнат на крајот на ден. Дедо Тале имаше соништа го сакаш, тој си се што сакаше да направи во веко си направи, кај што сакаше да оди си прошета, тоа што сакаше си исполни со музиките, си исполни, си свиреше дур можеше до последно. Цел век го помина буквално со музика. И до толку долг век имаше што дури некако како да не треба ни да се жали, како треба го славиме, ме својаш некако така се осеќам. Оти тој на пример никогаш не кеше погреби, не кеше тажни работи. Ако ептен мораше да оди, пример се работи за некој од фамилијата ептен близок, иначе ич не одеш. Не кеше такви работи, ич не кеше ни црно да носи. Ич кој видеше баба ми или некој мене во црно да облечен или што да е, беге тргни го то мани клај нешто боја некоја уба. Таков беше човек, море полн со живот. Цел век, абе ти можел, не можел ти, тој ќе си го направеше. И пример баба ми беше помладен од 10 на години. Почина таја пред едно 3-4, мислам дека 4 поминаа. Сите мислеа дека ете пошто 10 години 11 постаре Тале, готово сега почина бабата и тој готово. Кој готово? Другиот ден го гледаш Савајлето трча надвор човече, немаше трчано претходно, зеде да се грижи за здравието појќе, за да биди поздрав, пошто дотоаш имаше кој да го крепи што се вика да му направи задење она, сега самиот треба да си прави, почна да работи на случајот човек. До толку не кеша, веќе имаше 90 и колку и 8 тогаш. Така некако му иди. Значи на 98 години почна да трча, пошто остајте. Нема тука му дошло времето, не знам што, не му иди него време. Дедо Тале безвременски. И вистина имаше многу работи за кажување и многу приказни за кажување. И памтеше све човече. Ќе памти од прво одделение стихотворба, ќе речеше, не знам вие дали имате учено, ние во прво одделение учевме, ој почнува да пее директ. Нема ти чекај да видам текстот како јас на моите песни текстот си го грешам. Јас што ги имам пишано смислено од ништо, од нула, од мене, од натре. Не бате, од стихотворбата од прво одделение, на памет. Па ќе кажва приказни војска како бил, па ова, па она, па вака лежевме на земја, па мене ме научи, јас на бомбите рече легнува. Оти некој стар му рекол на земја не ќе спиеш, оти земјата ти го влечи животот, те повикува демеки, ој си го врзато в крпче и поарно рече на бомбите ги постке и клав бомбите и си легне полоскора и само јас не бев настинат во војниците вели. Па ќе кажва за насвирење, па ако тргневме негде со колата, уживај. Од тука рачуне на овој простор од Македонија, овој југозападниот, па немаше кај нема свирено во сите можни села, во сите можни куќи, во сите. Натаму свиреше низ Македонија и свето свиреше, ама овде немаше кај немаше свирено. И ќе тргниш со колата, ти ќе почни да кажва. Овде, примера кој ме сега за Брезово, рачуне на кај Демир Хисар тргнуваш, издегваш од Битола и прво е да речиме кукуречани. И ќе почнеше овде имаме свирено со тој, прослава
една, па ова се дешаваше, она па ќе дојди некој друго село, уште не докажана приказната. Овде имаме, овде свирено, вака правено. Овде имаме и како шуида целата, никако не застанува муабето. Тој само кажува за ова село, она село, она му таму зад планината има едно пешки, имавме одено. Рачуне порано луѓето море пешки оделе. Знаеш што е пешки, ти тргнуваш пример на Бајри живееш и треба свириш новаци. И тргнуваш ти пешки за новаци, бат. И новаци, ај ќе речиш него кај. Се случвало на пример да свират негде Демир Хисар и сега треба додат по невеста Крушево. Пешки, бате. Нагоре пешки са зето со кочија со нешто, другите пешки кај имат сите кочија за носење. И пешки нагоре, и са ти со ај кларинето подмишка, ќе оклајшки тераш хармониката на татко ми 25 кила вака, вика и уште те терат попат свири. И ти тегниш хармониката потешка од тебе и се качваш нагоре на Крушево. Абе по времиња, еј. И знаеш и за се имаше приказни. И дур стигниме до куќата до Брезово, тој приказни ќе кажува и како што излегваме продолжува со нешто тука од селото. Значи немаше крај, немаа приказните, човече. И то не само за свирење, туку општо за све. Пример некојаш се враќале од свирење и негде во тие долоите попат, пошто меѓу селата има ниви, има долој, чуда ова, она и кажуваше од негде се враќале од свирење, од Кичево, од Скопје, поема немам, на кај Битола и сите спиеле в кола и му се приспало и некој човеко си влегол во некоја нива вака со колата влегол во нивата скроз вака до некој дрво се потприл и фино лепо се клал глата на волану и си заспал и тој. И по некој време се разбудил тој до него, не знам шо бил тапанџи и почнал да урла: тале, разбуди се, тале! Леле, се отепавме, разбудете се! И се разбудват сите, шо ти е шо седериш? Абре, се отепавме! Кој се отепавме, море, рекол, би се спиеше, легнал да спијам тук. Дуво му пукнал на луѓето, човеко. Таков си беше, не дека не можел нарамно да застани тука, сакал да застани, зашто да направи. Или пример исто со друштвата кај што свиреле. И тој не свиреше само во едно друштво, свиреше во 200.000 друштва, во сите свиреше. И со сите негде имаше одено, и сите го памтеа по нешто. И си имало случајно негде Романија, Румунија, што ви каже тој, оделе уште пред 10 години, разбираш, и застанват на граница и не му се верва на луѓето дека човекот е 92 години, не личеше дека има 92 тога. И на граница му правеле проблем, документи му барале потврдот и човекот стварно личеше многу помлад. Ко разбрале га стварно има 92 години, да му се клањат, човек. Па ошле Румунија, па го викнале, го извајле таму, тој стално тоа го кажуваше, рече: ошле Румунија со некое друштво и претходно свиреле некој од вам, од таму, од Франција, од Англија, тран, валцери, некој ти реков ми рече стандард музика и рече во салата штама, никој ништо не збора, никој ништо не прави. И тој ги собрал овие, му рекол: пратете ме. И му излегол со кларинето и му окренал и му дувнал тука. И кој сакаше тој да кажува: кому ја дувнав, ко се крена цела сала, да играт, да вртат тука, да свират, ние да свириме, се крена сите излегоа на бината, ваму, таму, хаос се деси. Дошле на крајо, некој од тие организаторите од румунците дошол и му кренал раката и му рекол: кларинетиста Европе! И тука сите аплауз. И тоа му беше омилена приказна да ја кажу. Пресреќен беше, се гордееше, ептен со музиката. Иако никогаш немал своја песна, не знам и дали го разбра концептот што го правам јас со музиките, дека мој музики оно. Тој беше навикнат народно, тие се песните, треба ги научи. И стално ми велеше: научи поќе песни, не направи поќе песни, не поднаучи ги овие. Остај ти таму шо прави. И знаеш, таков му беше наравот, таков си беше прегорд со тоа што го свиреш и тоа што го правиш. Имаш и зошто, до душа 100 години свиреш. Многу приказни имаше такви некои. Например, еве за Америка дека го однесле во Бела Такуѓа, за Австралија го викале таму покрај тие концертите што ги давале со друштва, да речеме поканија во не знам колку со бројка ги знаеше точно, да речеме еве не знам 25 куќи да свирам кај нив и на вечера да дојдам на гости. Значи покрај свирењето на вечера ме викаа, вели, од што му беше чест, му беше мерак на луѓето. И таков беше да го видиш помлад вака зајарен што викаат, знаеш, дотеран костумосан ќе влези, мислиш Тито дојде. И баба ми Цвета Јованка. Добро, уствари Јованка имаше сестра дедом Италија, ама сам да речам Тито Јован. А тоа што бил познат своевремено и ден денес ми се докажува, пошто од што свирел по друштва кај
што имало мали дечиња, ден денес го памтат децата, ако се сите се постари од мене. Например, еве вчера или завчера кога бев во некој од маркетите, влегвам и налетвам на некој рандом, разбираш, и ме прашва: "Дедо, ти шо прави?" Му викам: "За жал го погребавме пред некој ден." "Леле, како бе, колку години имаше 102, шо збораш, ние во то друштво бевме, таму ова правевме, ваму бе, одма почнуваат со приказни луѓе." И то ми е многу јако. Што значи имало за шо да биде горд, а и покрај тоа што беше горд за себе, беше горд и за мен. Значи до моментот дур не се појавив на Идол, тој беше тале свирачо. Во моментот кој излегов јас на телевизија и кој почна секој ден да ме дават по телевизија тој период, тој самиот почна да си се вика дедо му на Виктор. И пример ќе одеше негди слика носеше од мене, дури ќе одеше пример в болница. Знаеш мене кој ми е внук так сликат, аз сум дедо му на Виктор. Знаеш мене, знаеш Ептен беше горд дека некој ги следи неговите стапки, дека го има на телевизија, и него ден денес го дават на некои влашки програми на македонски телевизии, не знам кај има архиви треба побарам, од на времето што снимале со друштвата. Ден денес го пуштат на телевизија. Пресреќен беше кога ќе одае, одма трчаше кај нас ке речеше: "Пуштете на тај та програма ме има." И кога почна мене да ме дават на телевизија, и со тоа беше пресреќен. Значи до кај шо ојде сегде, знаеш кој ми е мене внук, јас сум дедо му на Виктор. И знаеш, тоа е една огромна гордост и за мене на крајот на денот, пошто знаеш да се гордеат децата со тебе е една работа, пошто дечиња се ме сваѓаш, ама се гордеат возрастните со тебе, тоа е веќе нешто друго. И баш заради тоа гордење сакав да направам едно вакво видео и во иднина сигурно ќе преработам нешто старо македонско, особено од тие песни што јас и тој ги имаме снимено пред едно 7-8 години, пред едно 10 на 2 пати го имам снимано, и ми кажуваше некои песни што никој не ги свири, така што здравје Боже некојаш и тие ќе излезат, заради тоа што сакам на некој начин да го зачувам ова македонското што го имаме, сакам да придонесам во тоа да остане нешто, да не се изгубат тие стари македонски што ги имаме, од овие што ги знаеме сите, тоа е факт, ќе се пеат понатаму, ама да донесам нешто што некојаш се пеело, а што е малце подзабораено сега или скроз забораено, и тоа ќе го направам во иднина сигурно, и во негова чест и во чест на татко ми, и во моја чест и во чест на децата понатаму, пошто знаеш како покрај тоа што јас ќе го правам како своја музика и како свој авторски дела, убое да не забораиме од кај ни е корен. Така, а дедо Тале тоа не го забораваше никак. И треба некојаш да правиме муавет за патриотскиот дел во дедо Тале, за тие за војни, за чуда, за ова, ама тоа ќе го оставиме за некој од тие кои те праша емисиите. Во оваа емисија ќе мани уште едно песниче сега македонско, веројатно тоа ќе биде Јовано Јованке, не знам зошто е така некако и тоа ме потсеќа на дедо Тале. Има уште многу што се збора и што се кажва и животот негов музички и така натаму, ама тоа ќе го направиме заедно со снимките што ги имам, со тоа што ги свири песните, баш преге ги провервав, ги најдов кај се, малце снименото е пред 10 години, малце така, не знам колку тие снимки ќе излезат, ама нешто ќе излези сигурно, и ќе направам, сакам да направам едно како кратко филмче, да речеме, а не претерам јас да си дам една огромна задача, па сите ми велите кај е филм, ајде филмо кај, и се молат роднините да не досадват со такви работи. Ако го направам и кога ќе го направам, тогаш ќе види, пошто кога се спомни нешто вакво, после тоа секој втор ден ајде, кога да немаме друга работа во векот, тоа е, само тоа треба се направи. Така што ќе биде некој ден, на некој од снимките ја има и баба ми кај што се меша таму, кај што влегва, кај што излегва, кај што седи во ѓошо и така натаму. Така што пошто и таму беше таа беше играорка на времето и таа ги знаеше повеќето песни, ги памтеше таа. Ќе излези некој ден такво видео, ќе го направиме, јас ќе бидам наратор, се надевам ќе успеам да викнам по некој човек да седни да збора на тема муавет, да кажиме по некој што си, по некоја приказна за дедо Тале. И тоа е тоа. Сега да маниме уште Јовано Јованки, мислам дека доста е лабавење за денес и интересен момент е тоа што на почеток на секое вакво снимање почнува одваја онака тажно да речиме, ама колку поќе збораш на темата и збораш за дедо Тале или општо за било кој, некако полесно оди работата, така што почнавме од малце по-тивко да речиме и сега ја убрзавме работата, ја освеживме малце, ама тој беше духот на дедо Тале, така што така и ќе го памтим. Ај сега да видиме Јовано Јованке од кај беше, од јас не ги свирам и не ги памтам и кузнај што ќе направам сега, ама ќе пробаме. Јованке, крај Вардарот седиш, мори белоплатно белиш, белоплатно белиш, душо се нагоре гледаш.
уште еднаш. Крај Вардарот седиш, мори, бело платно белиш, бело платно белиш, душо, се нагоре гледаш. Јовано, Јованке, јас те тебе чекам, мори, дома да ми дојдеш, а ти не доаѓаш, душо, срце мое Јовано. Да скратиме работата. Твојата мајка, мори, тебе не те пушта, крај мене да дојдеш, душо, срце мое Јовано. И се не знам дали дуројте ги погоди, што би рекол дедо Витале, ама мислам дека тука негде беше. И тука негде и крајот на ова епизода, да ти кажем право. Малце нема поента ова што го правам, можда има, не знам, ама ете така се осеќав јас и така сакав да направам. И го направив, да ти кажем право. И мислам дека убо е вака понекогаш човек да ги спомни луѓето, макар и постхумно, и да му направи чест и да го продолжи нивното дело. И се надевам дека од тука па натаму ќе се гледаме само зубај работи, како што впрочем и дедо Тале сакаше да правиме, да се гледаме зубај работи, да свириме, да пееме, да се радваме, секојаш сакаше да го изваи кларинето, да извам јас армониката, нешто такво да направиме, да има радост и да има среќа и да има само убајни. То ви го посакувам на сите. Се надевам дека ви беше лабаво ова неделно попладне, се надевам дека не ви дојсов премногу депресија во приказната и се надевам дека ќе се видиме пак наредна недела во 18 часот, тука на истото место во истото време. Поздрав и имајте убав ден.